Победата има 100 татковци, а поразот останува сираче. Добро вечер. Добро вечер. Здраво, дечко! Здраво, здраво, добар ден. Добар ден. Добри сте. Колку ти се јајцава? Значи, ова ти е најквалитетно домашно јајце. Аха. Пази, јас живеам Скопска Црна Гора, Чардак тука сум. Имам кокошки едно 50 комада. Човече цел ден си клюцаат у двор. Домашна водичка од бунарче, домашна пченка. Значи, по домашно јајце у галаксија... Ај, не раскажи приказки, кажи колку ти е едно јајце. Само 15 денари. 10 јајца, 150 денари. 150 денари! Абе да. Ај, види, ова е пазар, да се ценкаме, може? Абе, гледај бе, гледај. И пердувче. Ај за 100, може за 100 да се ценкаме малце, ајде. Амам бе, господине бе, цел ден ништо немам продадено. Еве, доста со тие плачки, сега ќе почнеш да ми плачеш и раскажеш колку на вас земјоделците и сточарите ви е тешко. Тешко. Нати 100 да не правиме, па мислиш мене, лесно ми е бе, два и врзувам крај со крај. Ајде, нати 100 да не правиме муав. Договорено? Ај за сефта. Ај. Ти благодарам. Абе ја мислев ќе се ценкаш бе, бар за 120 денари, ти за 100 ми ги дај. Ај, фала ти, се гледаме. Пак ќе дојдеш, ќе ги пробаш и пак ќе дојдеш. Па, ајде на здравје. Здравје да имаш. Дали беше се во ред? Се Вкусно во ли ред, беше? прекрасно. Превкусно. Уште нешто да не треба? Не, фала. Значи, Срцка, се накркавме, напивме поштена е. Ама многу бе, многу. Јадење, пиење, многу до дека. Слушај, пиленце, Кажи. еве, за тебе, Срцка моја, 10 јајца преска ги купив од еден селанец на пазар. Му викам, колку јајца? 15 денари ми вика. Му викам, 15 денари? Ајде да се цинкаме, 15, многу е тоа. И на крај му ги лапнав 10 денари јајца, разбираш, он мене пинти ќе ми прави, па ти ме знаеш како сум ја бе се ценкам за секој денар бе. Цар си за ценкање, фала ти многу, цар си, нема што да кажам. Срцка ќе мора сега да идеме, пошто жена ми е нешто болна, фатила некој грип. Морам да ја носам на доктор, аман више од неја. Аман бе Стојче, па нон-стоп брзаме бе, нон-стоп се тој филм ми го правиш бе. Деве, Срцка, извини, ама шо да правам, се разболе жената. Конобар, дојди малку, дојди. Ајде. Ајде, сметката ќе ја молам. Имавте 3 пива, 2 бокалчиња ракија, 4 вискија, 2 шапски. Добро бе, добро, знам што имавме, него кажи колку е сметката. 2680. 2680, добро. Еве ти 3000 заокружи на 3000. Благодарам. Значи, од секога си бил галантен Зукафана, ама затоа се ценкаш за 10 јајца, а лал ти вера, значи. Па тоа е бе животот, Срцка, штедам на јајца за да имам за кафана, ајде пакуј си идем, ајде. Само ме брзаш, значи, абе, само ме брзаш, значи. Абе, не можам сега, јебе, се разболел. На здравје, Семки, господине. Пади многу фојли. Фала неќе. Многу добра си. Не сакам. Дечко, земи. Земи бе слободно. Не кажа? Не сакам. Да. Нашата влада, господине, ќе набави 120 нови еколошки автобуси, од кои 80 ќе се возат низ Скопје. Браво за владата. Значи, овој потек покажува дека се доближуваме до локални избори. Али е многу паметно што сега ги нарачуваат автобусите. Ја лично очекував дека ќе ги нарачат некаде јули, август, септември, ама така ќе беше евидентно дека нарачката е заради локалните избори. Вака владата направи еден суптилен потек, паметен. Ја му честитам на Мицко. Плюс, оваа нарачка на 80 автобуси што ќе се возат низ Скопје, знаеш што значи бе? Значи еден голем ветер во грб за идниот кандидат за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН. Абе, тепаме бе. Ќе ги тепаме комуњариве како шлепер жаба, мислам, јасно е све. Европски експерти велат дека отпадот во Македонија не се одлага само на депониите, туку 30% од ѓубрето се расфрла насекаде. Срамота е тоа што се прави кај нас, бе. Срамота е. Не само што се расфрла. Пази, се горе, се загадува воздух. Значи катастрофа. Ја не сум видел народ во Европа што волку си ја мрзи сопствената држава и фрла кај што ќе му текне, прави глупости кај што ќе му текне. Тоа е катастрофа. Ја не можам да сватам зошто бе не си ја сакаме Македонија. Види бе што е убава човеч. Мора да се пази средината бе. Добро, господине, но еве и вие фрлате семки на сите страни, са.
Како Чуеш, вака зборува? Сега види. Значи, ова озбилно да го сватиш. Не ме гледаш што правам, служиме што ти зборам. Од спроти оваа зграда, ја гледаш, зграда. И тука има една комшивка, вчера ја гледам на 7 спрат, отворила џам и нешто чистеше џамове и после 5 минути вреќа со ѓубре. Пап, ја фрли човече од 7 спрат, тоа вреќата експлодираше доле. Кучиња, скитници, лижа, катастрофа. Значи, таква гадотија од жена немаш вие. Мора да ја чуваме Македонија, луѓе мои, мора да ја чуваме. Една е. Ја? Фала, ви благодарам. Ја? Пукна тиквата во Влен. Таму допрва ќе пука, тоа да ти го кажам. Влен е составен од 4 партии, значи има 4 лидери, 4 амбиции, а од друга страна па албанците не се задоволни од Влен. Овие од Дуј трлат раце, а Али Ахмети од страна гледа и само чека да им го збибери. ССМ се скара со владата. ССМ, многу се занесуваат бе тие од ССМ, многу се занесуваат. Како прво го блокираа сообраќајот. Како второ барат 500 евра плата. Еве јас сум бизнисменка да ви кажам. Значи нема пари, нема економија. Трамп воведе царини, конкуренцијата е зголемена. И јас ти кажувам како бизнисменка немам мрдното од тука бе 10 дена што отидов до Виена по Нова година и толку. И сега јас од кај да им најдам 500 евра, од кај да им најдам, а тој од ССМ си седи у канцеларија, си кулира и по 1000 евра секој месец, жланку джеп. И друга работа да ти кажам. И јас оваа прилика ја користам на премиерот да му кажам кој ги шиша работниците, они не се важни, ние сме важни, нека не гледа нас бизнисмените. Тоа е еднината на Македонија. Ви благодарам, пријатно. Распишан е оглас за продажба на деловниот центар Соравија, каде главна фаца беше внукот на Али Ахмети, Дрин Ахмети. Почетна цена за објектот е 22 милиони евра. Баш сега ме начека, ја идам на кај банка да подигнам пари и да уплатам на сметка на Соравија. Вие имате 22 милиони евра? Види, дечко, ја може вака издрапан личам на клошар, ама нека остане меѓу нас. Ја имам 30 милиона евра у швајцарска банка, 8 у француска и уште 3 у една турска банка. Навистина ми е огромна чест и задоволство да разговарам со ваков бизнисмен. Секоја чест, господине, секоја чест. Чекај, извини. Ало, кажи Срцка? Леле, татичко, извини, немав ситно да ти остам. Побареј на мама 100 евра за ужинка. Ајде, чао срце, чао принцеза моја. Ќерка ми матурантка е, па троши за ужинка по 100 евра на ден. Господине, ја морам да ве гуштам, ова ми е прва ваква шанса, вакво интервју со ваков тајкун да направам, ова е неверојатна прилика за мене, ќе ми дадат награда Мито Хаджи Василев, јас ми господине. Абе, чекај, смири се малце. Априли Лиливе, дечкове. Абе, толку си наивен, ти сигурно си поверил дека и французиве продаваат смедеревка од мрзенци. Многу си наивен, да. Идиот! Ајде. Што беше? Пази ово, читам полициски билтен. Кривична пријава поднесена против АМ полициски службеник во Охрид, осомничен за кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги. Министерството соопшти дека во работна просторија стражарска куќерка, каде што полицајецот АМ работел на обезбедување, била пронајдена, пази ова, бела прашкаста материја. На работната маса била затекната и метална лажица во која имало бела прашкаста материја. Срамота. Шо е бе ова бе? Колешке, види го ти колега, ем стражарел, ем се освежувал. Да бе. Слушајте го исто од билтенот. Кажи што? Оделот за внатрешна контрола при Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава против 10 полициски службеници од единицата за брзо распоредување. Службениците се осомничени за злоупотреба на службената положба и овластување, со што го оштетиле буџетот на МВР за повеќе од 1 милион денари. Тие примиле парични средства за патни трошоци за денови кога не патувале до работното место во Скопје. Срамота.
Срамота, бе. Мене ова ми е најако. Слушајте се. МВР соопшти дека е уапсен полицајецот АС припадник на обезбедувањето на премиерот. Поради сомнежи дека оддавал службени полициски тајни. Полицајецот е уапсен во близина на хотел во Велес заедно со уште едно лице и во нивниот автомобил е најден ранец со доверлив материјал со службени полициски тајни. Не е соопштено дали бизнисот е поврзан со криминалните докуци. Доста више тоа читање. Доста више со тоа читање. Шеф. Абе, шо правите 15 минути ве слушам? Ти читаш. Што ви е на вас, бе? Па шефе, полиција во мафија ни се претвори, бе, шефе. Ајде ти се молам. Ма ние сме држава у држава, бе. Престани, колешке. Абе, наместо да го ловиме криминалот, ние сме уловени во криминал. Така е. Да, бе, леле. Да престанете с места. Ова е МВР. Ова не е библиотека. Читање. Доста више со тие црнила. Ова е полиција, бре, луѓе. Има да работиме, има да апсиме. Ајде, излегувајте на терен, гербајци. На терен одма! Каде беше, бе, каде? Што каде? Читаш таму, ќе гледаш кој е непрописно паркиран. Казна, без 20 казни да не ви се вратиш. Разбирам. Ајде, не тука ми читаш. Што е ова, бе, библиотека? Ај ти. Каде јас? Што ти каде? Кај курите, кај МТВ, таму. Пак ли јас кај Па курите, шефе, бе. Ке збориш малце, ке ги превоспиташ. А јас шеф. Ливуши едни тука ќе ми читате 15 минути. Ова сме правиле, она сме правиле. Па сме правиле, па што? Ау, пичку материно више. А јас шеф. Ти во аптека, од вас глава ме здоболе. И да ми купиш аналгин. И јогурчи ги ви купам, за да не го голтите така на сух. Јогурт обавезно, може. 2,8 масленост. Добро. Ајде, не ми се фрцкај тука многу. Ајде, работете нешто. Бог да ја прости. Бог да ја прости. Бог да ја прости, мајка. Бог да ја прости комшивката Драгана. Бог да ја прости. Бог да ја прости мајка ти. Бог да ја прости, Ајде за мама. душ. Гуречеш. Добро бе, комшо, што се случи со наша Драгана? Здрава си беше, права. Што се случи, комши? Јас ја умрев, јас. Како? Како бе, комши? Па така, на телевизија идеше лото и ја имав уплатено, ова ливче го имав уплатено. Гледам, не ми се верува, ниједна бројка не фатив. Ту, мали. И викам, ајде сега, работава да ја терам малку на мајтап. И почнав да викам, Драгана, лото, Драгана. И жена ми дојде од дневна, се гушкаме, бацуваме. И викам, жено, не ми се верува, трета недела поред се утињам, 7 од 7, ниједна бројка не фаќам. А Драгана сирота, мислејќи дека сме добиле седмица на лото, од возбуда ја фати инфракт и колаборираш. Добро, бе, доста со тој инфракт, бе, тато, бе, доста, бе, инфаркт е, не е инфракт. Колку пати ја ти кажам и не е Доријан, туку е Дојран. Не се вришли, туку се виршли. Не летаме со хеликоптер, туку летаме со хеликоптер. Толку ли е тешко да се запамти, само ги меша. Кушат. Твоја Драгана не колабирирала, туку колабирала. Од време на време те слушам, викаш, многу сакам да јадам гројзе. Не викаш до душа само ти гројзе, ама не се вика гројзе, се вика грозје. Некојаш те слушам, ај кидеме на базент. Не на базент, без т, базен. Сега комши си те критикуваат и јас да кажам. И твоја Драгана не одеше на флизер, туку одеш на фризер. И не пиеше кафе од джезве, туку кафе од гезве. И не носеше хилихопки, не го носеше хулахопки. Добро бе, комши, што е ова сега, час по мајчин? Битно е дека моја Драгана умре среќна, мислејќи дека сме богати. Не е среќна, туку е среќна. И мама не умре среќна со тебе. Не умре, она умре заради тебе и за џабе. Добро бе, нема да ми се повтори. Болјарот е крив. Министре, реформите во правосудство ти се
Мизерни, да сум на твое место би легнал и би чутил, бе, магаре едно. Брейк! Брейк! Ти најде да збориш, бе. Џуџе едно, не бреговско, бе. Абе, до сега требаше да лежиш затвор за бизнисите у Кичево, бе. Да не зборам за аферите во АБСМ. Да не зборам дека директно учествуваше во креирањето на измените во законот, во кривичниот закон. Брейк! Не ради лајно, бе, не ради лајно, жити мене. Брейк! Брейк! Ајде. Јади лајна, жити мене да јадеш. Абе, брейк! 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 Чекај малце. На која нога си ти стана? Ја? Да? Изгледа на лево. Ти бе човек са бајле, на која нога си стана? Па кога што памтам ја на лево. Па за тоа се карате, бе, луѓе. За тоа се карате, бе. Имате лош ден. Ова е едно мало недоразбирање. Ајде да се гуштете се, ајде. Ајде, гуштете се. Ајде, така бе. Да живее ВМРО и знам. Да живее ВМРО и знам. Ајде да се баците се, ајде. Ете така. Така бе, сакам бе. Ајде сега двајцата на туширање. Смрди ме, а? Па смрдите се. Прво јас се туширам, ама ти ќе ми го триеш грбчето. Важи, Душо? Ја прво јас ќе ти го истријам грбчето, после ти на мене, важи? Срце. Така бе, сакам бе, леваци бе, така бе, сакам. All you need is love. На 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 на. No All you you need is love. All you need is love. Другарче, денес ќе збориме на темата говор на телото кај нашите политичари. Не знам дали си приметил, ама нашиве политичари најчесто кога и се обраќаат на јавноста и се обраќаат на следниот начин, со рацете испружени пред себе и нежно споени со врвовите на прстите, што малку наликува и на молитва. Сега кога се во опозиција, со ваков став, тие се обраќаат на јавноста и ветуваат се и се што. Например, кога ние ќе дојдеме на власт, минималецот ќе го покачиме од 400 на 1000 евра. Сега, кога ќе дојдат на власт, се менува и нивниот говор на тело. Веднаш дланките се спојуваат, се лепат една до друга, ама нагоре останува средниот прст, што во превод значи ништо од 1000 евра може да се живее и со 400. Сега, има и друг став со кој тие се обраќаат на јавноста. Може да забележиме дека на пресови они често стојат со рацете напред, вкрстени, врз меѓу ножјето. Додека ги држат вака рацете, ние сите како граѓани сме безбедни. Опасноста доаѓа кога ќе ги тргнат рацете од меѓу ножјето. Што сакаат да кажат со тоа? Сега ќе ве клецаме наредни 4 години. Тогаш за нас е најдобро ние граѓаните да си ги ставиме рацете вака позади, на задникот, за да не настрадаме. Или кога гледаш некој политичар на телевизија, на некој интервју, и го гледаш цело време се чеша за носот вака. Ама тоа не се чеша зашто го чеша, он тогаш проверува случајно да не му расте носот додека лаже. И така, другарче. Микрофонот во рака и мрш на терен. Време е за муабети. Црна мачка ти го сече патот. Што ќе правиш? Ништа, некој викат поплюкај 3 пати позади. Си плуката? Некој пат. Не верувам во тоа да викаш. Не. Не се фаќате барем за коса? Не. Да поплукате 3 пати? Не. А, готово. Ги изгуби денот. Кај беше додам? Добро, ќе се свртиш и си заминуваш во другиот. Да. Од мачка и бегам, ја и мачка не секам. Ладно, црна не го плава. Нема плава. Бела да речем. Добро, бела мачка ви го сече патот, што правите тогаш? Нека си оди, нека заминува. Нека си замине, што да ми се чува. Што црна мачка ви го сече патот. И што правите? Па тоа не ува работа. Порно врати се назад. Таа несреќен случај. И се враќате назад? Се враќа назад. Ја пуштам да помине и си поминува. Поминувате од таа страна или се враќате назад? Не се враќам. Си поминувам. Не сте суеверни? Не. Што
Ке си поминам. Еле, па несреќа носи. Не, како да не. Глупости, а? Да. Така е. Тоа се чисти суеверни глупости. Терајте си напред. Второ прашање. Кој ден од неделата најмногу го сакате? Среда. Среда, зошто? Спортска среда? До среќа. Носи среќа, среќно. Така нешто. И среда ви носи среќа на вас лично? Кога како? Може во среда сте ја запознале жена ви? Па не верувам. Али Добро, кој ден ја запознавте вашата сопруга? Ви текнува ли? нема. Кој месец беше? Исто така не знам. А у вас ви се смрачил? Давно е тоа, ја веќе 40 скоро години у брак сум со неа. Недела. Зошто не дала? Па да одмори човек малку. Секој ден, Господу. Среда, најверојатно. Зошто баш среда? Среда среќно. Останало тоа од старите, нели? А во среда има и спортска среда, Лига на шампиони. Гледате фудбал? Не сум по фудбалот. Јас бев порно гимнастичарка, коментарка, одбокарка. Знаеш, ја бев возач. И чекам само да дојде сабота, недела, иначе патував натака на Петок. Па добро, ете, сабота, недела, кога ми се сите дома, кога така ќе се собереме на ручек. Се собирате секоја сабота и недела? Да. Имате син, керка? Два сина имам, 2 снај, 4 Сите внуци. доаѓаат? Да. О, па тоа е голема фешта. Нели? Значи, Нели? 8 и вие двајца 10. 10-ка. И кој готви? Ефа баба, кој може да готви. Помага ли сопругот? А како не, обавезателно. Во овие отуѓени времиња, браво за вас и за вашата фамилија. Уште долги години така да се дружите. Најомилен ден во неделата, кој ти е? Да ти кажем искрено, ја вторник и петок. Зошто вторник, зошто петок? Вторник ми е таков денот и петок ми е среќен ден. Овој вторник особено беше среќен за пензионерите. Тие добија 2500 денари плюс. Во октомври 2500, сега пак 2500, што ќе каже за 6 месеци 5000 во джеп. Не така. Не така. 2500 сите, ти што зима 80.000, та што зима 15, исто ли? Зашто се карате сега? Мајката. Гревата да се жалиме се што да правим, таква ми е државата. Па поздрав до Мицковски сега, пратете еден поздрав. Така, поздрав многу. До кого? До Вичковски, до сите. Колку ви е пензија? Па 16.000. Сега со се покачувањето 16? Да. Многу слаба пензија. Слаби бевне. Личен доход мал во времето. Кај И работевте ви? овде работев во Велуфлок. Имате зголемување на пензија, честитки. Жими мајка. 2500 денари плюс. А што е се покачено? Тоа? Покачено? Епа, што се 2500? Ама добро, 2500 беа и во октомври и сега 2500 вкупно 5. Ептен. Фала. Честитки. Се најубаво. Денес ви е роден ден? Не ми е Не е роден ден, ама има покачување на пензија 2500 денари. Епа има. Има, валјда сме заслужиле, нели? Среќни сте? Да. Не сум баш весел, затоа што тие 2500 дарки отидоа со поскапување на храната, што да кажем друго. Пак сте незадоволен, па стварно не сте фер. Ама кога беше ова, кажи го, СДС, јас отидов со 29.000 пензија. Сега имам 43. Сега со овие покачувања 46 и уствари ќе имам, од прилики. Не ќе видиме сега. Па вие имате поголема пензија од колку што имам јас плата. Зависи што си работел. Најголем поздрав до Мицковски. И не само за пензиите, буквално за се. Вие сте влюбеник во ликот и делото на Мицковски? Па сега во ликот и делото не, меѓутоа јас гледам дека нешто човекот се труди и прави. 5000 денари зголемена пензија од октомври наваму. 12 месеци по 5000, тоа се 1000 еврона на годишно ниво. Ке се оди на Малдивите, господине, ке се оди на Хаваи. Не може да одам кај. Што? Не сум толку богат. Не одам нигде на одмор. Господинов нема пензија. Немате 15 години стаж и немате пензија. Па од што живеете? Од возим.
возите. да. А што возите, такси или камиониш? Не, некој по потреба. Возрополе со тракторот И колку ви се собираат во месецот? па бели 400. Има. Да. Се враќаме пак на оние што имаат пензија. Ќе падне ли некое славеничко ручече по повод зголемувањето? Зависи жената што ќе направи. Скаричка, нешто ќе падне некое прасенце. Ќе видиме. Коковче? Коковче. Да. Коковче. Има ли прасенце сега, утре на руче? Не, ќе кажам, имам, синот ми посте многу. И не сака, и месото го откаже дури. Тавченце некој. Утавче, гравче? Па не. Со ребренца. Со ребренце, да, ма не мора да биде гравче, па компирчиња, па. Така. Музика. Со хопла. Да каните да дојдеме? Секако. Добро, ние ќе донесеме вино. Секако. Повелете. Тоа би било се. Со здравје да се трошат парите. Извинете, една минута само нешто да ви кажам. Машко-женските односи се неисцрплив извор. И таман кога мислиш дека си слушнал се, тогаш ќе се изненадиш. Една сопруга, сакајќи да го изненади својот маж, оди во теретана и му уплаќа годишна членарина. Убава сума, дава, добива членска картичка. Оди дома срекна дека ќе го натера својот сопруг да се грижи за своето здравје и да вежба. Му ја дава членската картичка. Мажот уште истиот ден оди во теретана. Меѓутоа не за да вежба, него да си ги врати парите, нормално. Овде вика, дечки, знаете шо, јас се предомислив, не ќе да вежбам цела година, вратете ми ги парите. Му ги враќаат парите, он среќен со парите у джеп, се враќа дома и вика на сопругата, знаеш шо, маче, ја изгубив картичката од теретана. Сопругата загрижена уште утре дента експресно оди во теретаната и вика мојот сопруг е изгубил картичката, дали може да се изработи нова? И вика нема проблем, дајте податоци, оваа дава податоци. И тука ги слушам магичните зборови. Средствата за оваа членарина се рефундирани вчера. И тука само слушаш пак се коцка! Пак се коцка мамичето негово! Пак се коцкаш, кретено! Ајде друг пат ќе правиме моје. До кога вакаме? Вака ли мислиш ти фамилија да гледаш бе ненормален? На 7 април го славиме радосниот празник Благовештение. Кога Пресветата Дева навршила 11 години служење во Ерусалимскиот храм и 14 лета од раѓањето, свештениците и соопштиле дека според законот повеќе не може да остане при храмот, туку треба да пристапи кон веридба и брак. Дева Марија не сакала да стапи во брак, па затоа била доверена на чување на стариот Јосиф од Назарет, кој што и бил роднина. Во домот Јосифов, Марија продолжила да живее исто како во Соломоновиот храм, минувајќи го времето во читање на Светото Писмо, во богомислие и ракоделие. Од дома не излегувала, не се интересирала за светските работи и настани, зборувала само со ќерките на Јосиф. Во еден миг, на Пресветата Дева во одајата и се јавил великиот архангел Гавриил и рекол: „Радувај се, благодатна, Господ е со тебе. Не плаши се, Марија, зашто си нашла благодат во Бога, и ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син, и ќе го наречеш со името Исус. Како ќе биде тоа кога јас не знам за маж? Прашала Марија, а Гавриил и одговорил: Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи. Со ова архангелска благовест и со слегувањето на Светиот Дух врз Марија, започнало спасението на луѓето остварено преку Синот Божи, Исус Христос, роден од Пречистата Дева. За многу години. Михаил Тасевски има 7 години и страда од аутизам.
После многу терапии и вежби, напредокот е минимален, па единствена надеж за подобрување на состојбата се третманите во центарот Атлантис во Белгија. За таа цел потребни се 20.000 евра. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 153 за корисниците на Телеком и 143 700 за корисниците на А1. Ви благодариме на човечност. Кога сите исто мислат, некој не мисли доволно. Пријатно. Пријатно.